почитуван министер за внатрешни Оливер Спасовски, почитуван колега Бочварски, почитувани пратеници во собранието, почитувани представници на локалната самоуправа, почитувани припадници на полицијата и почитувани медиуми и граѓани. Нема силна и стабилна држава без солидна инфраструктура и поволни услови за работа на нашите безбедносни и припадници на полицијата. Денес овде поставуваме камен темелник на нов објект на полициската станица Аеродром, која ќе биде една од најголемите во градот и која ќе покрива подрачје со најголем број на жители во метрополата. Вие самите можете да се уверите како изгледаше полициската станица во Аеродром, веројатно една од најлошите во државата, а со ова нова градба ќе биде најубавата во метрополата. Проектот на новата полициска станица која овде ја градиме од темел е проектирана да се изведе на површина од 3500 квадратни метри, каде ќе поставиме нов модерен објект што соодветствува на предизвиците, меѓутоа и на потребите на граѓаните во Аеродром. За прв пат по повеќе децении оваа влада ги реализира потребите на граѓаните од овој дел на Скопје да добијат услови и услуги какви што заслужува секој граѓанин. Предвидена е изградба на енергетски ефикасен објект на 3 ката од квалитетни материјали со паркинг простор за 30 службени возила и објект кој што е во вредност од 2 милиони евра. Јас би сакал само да ве потсетам на една многу важна работа, дека овие објекти можеа да се направат и порано. Меѓутоа, во времето на минатата власт за 2 милиони евра се поставуваше еден лав на мостот Гоце Делчев, кој никому не врши работа, а за истите пари може да се направи цела полициска станица на 3 ката. Исто така овој објект ќе биде и енергетски ефикасен, а ќе содржи и планирани полициски и меѓународно прифатени безбедносни стандарди. Реализираме капитални инвестиции, инвестираме во модернизација и заштита на нашите припадници на полицијата и со тоа инвестираме во подобра и побезбедна иднина за сите. Оваа влада која ја предводам е влада која се грижи за потребите на граѓаните и за потребите на вработените во клучните ресори како што е полицијата. Доверената доверба од граѓаните и големата одговорност која ја сносиме се најдобар аргумент за да се води сметка за рационално искористување на буџетските средства во проекти од животна важност. Во изминатите години постојано се подобрува состојбите и условите на на припадниците на полицијата. И годинава продолжуваме со проектот за реконструкција и изградба на полициските станици, во рамки на кој е опфатена голема бројка од 80 комплетно реконструирани енергетско ефикасни објекти во кои се вложени 8 милиони евра. Овде би сакал да ја потенцирам и планираната реконструкција, целосна реконструкција на Центарот за обука во Идризово, расадник на нови полициски кадри, професија која што ја избрале да стане нивни животен повик. Но и набавката на возила за потребите на одделот за обезбедување на лица и објекти, како и интервентни комбиња за потребите на униформираната полиција. Инвестициите во полицијата прават полицајците да бидат задоволни и со тоа да бидат ефикасни. Тоа го покажуваат истражувањата на јавното мислење, кои Министерството за внатрешни работи и нивното раководство го ставаат на прво место според довербата на граѓаните. И тоа е многу важно за една држава да граѓаните се чувствуваат безбедни во својата држава. Во изминатите 6 години набавивме униформи и друга потребна опрема за полицијата во вредност од 10 милиони евра. Поразителен беше фактот дека припадниците на полицијата во период од 10 или 15 години немаат чизми, чевли, униформи или друга потребна опрема, што влијае врз квалитетот на извршувањето на работните обврски. Во тоа време, раководството на полицијата не размислувало да ја опреми полицијата со опрема која што им е потребна, туку по цел ден се занимавале како на премиерот да му купат нов Мерцедес. Затоа, ние се посветивме на инвестиции за подобри услови за полицијата, со цел да создадеме стимулирана и задоволна полиција, а со тоа и задоволни граѓани. Дополнително, создадовме услови за континуиран раст на платите на вработените во МВР. Реализацијата на нашите врвни приоритети, а која што се огледа и преку последниот пораст на платите, при што платите во полицијата се зголемени за 25%, борбата со корупцијата и владењето на правото, како и резултатите од нашите вложувања во безбедносните структури и осовременувањето на условите се видливи. Ако тргнете од Гази Баба, па одите по други градови, ќе видите дека полициските станици се комплетно реконструирани.
Создаваме и модерна професионална полиција која денес преку учество во меѓународните акции за сузбивање на криминал и заедничките активности во рамки на Frontex за спречување на илегални движења преку границите ги покажува на дело нашите врвни достигнувања на полето на безбедноста. Владата на Република Северна Македонија вложува и ќе продолжи да вложува во градењето на модерна, ефикасна и одговорна полиција. Доследното спроведување на реформите и професионализацијата на полицијата е нашиот влог во иднината. Инвестираме и модернизираме, бидејќи нашите граѓани очекуваат подобро и очекуваат европски квалитет на живот. Сакам да им посакам успех во работата на изведувачите и секако на министерот и на неговиот раководен тим во Министерството за внатрешни работи, кои покажуваат дека ако се има волја и ако се има посветеност, тогаш нема недостижна цел. И за овој краток период, временски краток период, се реконструирани 80 полициски станици и набавена најсовремена опрема за полицијата со покачени плати. Ви благодарам и честитки уште еднаш.